Две млади NBA звезди, Алан Айверсон од Сиксерси и Коби Брајант од Лейкерси, неделава беа во директен дуел на теренот во Филаделфија. Овој двобој во целост му припадна на Айверсон. Да, Айверсон беше незапирлив, погодувајќи од сите агли. Allen, short of the defense, gets it. Beautifully done by Allen Iverson. Approaching the halfway point of the first. Iverson and Bryant resume their war. Allen hits the jumper. Но Ален не беше само реализатор. На соиграчите им подели 10 асистенции. There's the strip by Lynch who leads the league. Iverson and Rattler. Кошеви и асистенции. Сето тоа зачинето со серија вртоглави движења и потези. Iverson thinking free. Baited by Bryant behind his back. Now he shoots and scores! И на крајот од средбата зад неговото име стоеше 41 кош, а за Коби Брајант ова беше кошмар на ноќ. Тешко е за играч висок околу 2 метра да ме брка по теренот, јас сум едва 180 сантиметри. Вистински комплимент за мене да одиграм вака пристојно против некој како него. Айверсон погоди 17 од 36 обиди од поле. Ова беше 8ми пат во неговата кариера да погоди преку 40 поени на еден надпревар. Таман се решив, а Топ 10 шоуто го започнуваме со 10 најпотези од минатата недела. За старт одиме со победничкиот кош на Джери Стакхаус. Деветото место им припадна на Джером Керси и Тим Данкан. Kersey to Duncan. Oh, Tim Duncan. Осми се Арвида Сабонис и Стейси Огмон од Портланд. Arvidas. Oh, Ogman. Beautiful. Arvidas with a great pass to Stacey Ogman. That was poetry in motion. А седми е Джейсон Вилијамс со овој цепелин до Тарик Абдул Вахад. На шесто место е дуото на Торонто Репторс, Трейси Мегреди и Винс Картер. Tracy McGrady with a beautiful pass. Vince Carter doing what he does best. Петото место пак за Торонто, овој пат за Мегреди со Дак Кристи. Четвртото место оди за Дерик Колмен и Еди Джонс. Here comes Coleman, long court pass, Eddie Jones. Yes! Tap the basket! What a play by Eddie Jones! Трети, Крис Чайлдс и Маркус Кемби од Нью Йорк Никс. Childs makes his drive into the lane. Oh, back to Camby, and Camby puts it in. Chris Childs with some flashy passing. Two dazzling passes. Camby has been the beneficiary. Втор, уште еднаш на топ 10, Трейси Мегреди од Торонто Репторс. McGrady on the run. McGrady down the lane. He bumped it with the right hand. Oh, my. He took off from the dotted line and hammered that home with the right hand. И прв за минатата недела, Дерек Андерсон од Кливленд Кавалирс. Derek Anderson with a spectacular move. А на самиот крај, топ 10 листата за оваа недела. Што ја започнуваме со бекот на Чикаго Булс, Брент Бери. Long court pass, tipped by Brown to Barry. Barry in traffic and converts. Nice basket by the Bulls as Barry started the steal and finished the play. На место број 9 е Тайрон Несби од Клиперс. Hudson the lob. Oh, man! I think he intended that. But Nesby took it away from him and slam dunked it. Осми се Кори Бек и Рики Дейвис од Шарлот Хорнетс. Ricky Davis from Corey Beck, and he's got a strut. На седмото место е Крис Милс од Golden State Warriors. 38-footer. That'll boost your confidence. Chris Mills plays beat the clock. Шести, Глен Биг Дог Робинсон од Milwaukee Bucks. Robinson taking it inside. Bucket counts. Plus the foul.
Door doing a little late game barking. На средина од топ 10, Винс Картер од Торонто Репторс. Oh my goodness! And the energy just completely changes in the building as Vince walks the rim. Четврти е Рик Кокс од Лейкерс. Nice play by Fox. I mean, he threw it up as he was falling. He hit the backboard and banked in. Wow, what a play. А со победничкиот кош против Лейкерс и на третото место дојде Крис Вебер од Сакраменто. 21-footer, back of the iron and out. Tip Weber, he's got it. The Kings with 4 seconds to go. And Weber with a dramatic tip has given Sacramento the lead, 111-109. Број 2 за Дарел Армстронг од Орландо Меджик. Armstrong is off to the races. Between the legs, not that one. Penny sets it in. We will take that one. И место број 1 за оваа недела, Род Стрикленд од Вашингтон Визардс. Oh, great move. Oh, shot by Strickland. Oh, man. Е тимот од Онтарио, Торонто Репторс. Дебитантот Винс Картер од Репторс си направи едно од најпријатните изненадувања во првенството, а против Индиана Пейсерс покажа зошто. Постигнувајќи 31 поен, Винс Картер на својот тим овозможи во финишот да влезе со резултатска предност. И до самиот крај, Пейсерси не најдоа начин да го заправи. Raptors trail by 1 now. Launches his jumper, short. And Carter got up for the rebound twice! Oh my goodness, he's taken over! Во минусот 1, тимот на Лери Бърд имаше шанса да извлече победа. Travis Best drops it off to Smith. His jumper is off. It's no good. The Raptors win! Победивме потенцијален шампион и мислам дека тоа е голема работа за нас и во следниот меч легуваме со голема мотивација. Две вечери подосна рептилите беа во обид да ги преслушаат и Вашингтон Визардс. And Strickland. Doug Christie to the basket with the backwards flush. Во последната минута, благодарејќи на Кевин Вилис, Торонто го превзеде водството. Christie baseline. In and out. Willis is there. Yes! Kevin Willis drains it. Вилис средбата ја заврши со 22 коша, водејќи го Торонто до петата последовна победа. А следната вечер против Сиксерси на Лери Браун, Торонто ја оствари и шестата победа поред, што е клубски рекорд. Главни актери беа Даг Кристи и кој друг, Винс Картер. Еве како изгледа дивизијата Централ. Торонто е на петото место, кое за сега ги води во плейофот. Индиана Пейсерс и натаму го држи првото место пред Атланта Хоукс. Детройт Пистонс е трети, а Милвоки Бакс четврти. Кливленд Кавалирс, Шарлот Хорнетс и Чикаго Булс е на дното од табелата во Централ. А сега е време за Атлантик. Започнуваме со лидерот на оваа дивизија, тимот на Орландо Меджик. И покрај тоа што Ник Андерсон не беше во тимот поради повреда, Орландо не дозволи изненадување против Булси. Дарел Армстронг влезе во стартната петорка и реализира 15 кошеви. Пени Хардавеј реализира 24 кошеви, а Орландо триумфира со 47 поени разлика. Тоа беше најтешкиот пораз во историјата на Чикаго Булс. Следна станица, Чак Дейли и Пистонси и Детройт. Dumars moving around. Hardaway, Penny, knocked it away. Randhill, back by himself. Hardaway lays it in. Повторно тимот го водеа Хардавеј и Дарел Армстронг, кој реализира 16 поени и 10 асистенции. 30 кошеви на Хардавеј значеа крај за серијата од 6 победи пред на Детройт. Penny Hardaway runs up the finger roll. That's a great play by Penny Hardaway. Две ноки подосна Орландо дома го дочека Бостон. Хардавеј повторно беше расположен. Овој пат заврши со 24 кошеви. По трет пат поред, започнувајќи во првата петорка на местото на Андерсон, Армстронг беше избореден. Постигна личен рекорд од 28 кошеви, а Орландо победи со 7 разлика. Armstrong goes to the baseline side of the rim. He threw it up to the Raptors and it still went down.
Во моментов играме добро и кога некој од играчите не е на ниво, други треба да го заменат и вечерва го имавме тоа. Кога Ник ќе се врати, се надевам ќе продолжиме да туркаме како и досега. А по вакви игри на табелата логично Бобо свој Орландо пред тимот на Мајами Хит. Нјујорк Никс е трети, а Филаделфија е четврта. Вашингтон Визардс е пети пред Бостон Селтикс и Нью Джерси Нетс. Со такви игри и логи Джейсон Вилијамс врз кого беше извршена итна операција поради скршеница на ногата. Джейсон, ќе бидеш подобро, жалам за повредата, сите тука те сакаме и ќе мислиме на тебе. Следи вест за нов NBA рекорд. Кендал Гил од Нетси неделава го изравни актуелниот NBA рекорд со 11 освоени топки на еден надпревар. А во Вашингтон промена на тренерите. По слабиот старт од 13 победи и 19 порази, Берни Бикерстаф е заменет од позицијата прв тренер во клубот со неговиот помошник Джим Бровели. Следуваат почести за играчи, поранешни и сегашни. Во Лос Анџелес Лейкерси се подсетија на 5 шампионски титули во 80-тите, поздравувајќи дел од тој шампионски тим, вклучувајќи го и Карим Абдул-Џабар. А во Детройт, Пистонси го собраја својот шампионски тим од 89-та, прославувајќи ја 10 годишнината од последната титула. А Кевин Гарнет од Минесота е прогласен за играч на неделата. Тимбервулвс неделава немаа пораз, а Гарнет имаше просек од 24 кошеви, 8 скокови и 6 асистенции по надпревар. Во секој од трите меча неделава, Кевин беше најдобар стрелец на тимот. Тим Данкан, кој го одведе својот тим до 14 победи и само 2 пораза во март, е прогласен за играч на месецот. Винс Картер е дебитант на месецот. Торонто во март за прв пат во историјата имаше повеќе победи од порази во еден месец. И на крајот, Майк Данливи е тренер на месецот. Неговиот Портланд во март оствари 15 победи и само 3 порази. Резултатите на средбата со Ванкувер Гризлис, а Дейвид Робинсон не настапи поради повреда. Во победата на Спарси, Данкан придонесе со личен рекорд од 39 кошеви. Up the floor is Duncan. Daniels, Duncan. Dunks it. Beautiful pass. Beautiful catch. And a nice finish. Со играчите ми дофрлија неколку одлични топки под кошот со лоп додавање. На стартот имав неколку лесни кошеви и влегов во ритм. Две вечери подосна Робинсон беше пак во тимот и овој тандем беше пресилен за Клиперси. Во комбинација двајцата постигнаа 36 кошеви и 25 скокови, а Спарси остварија уште една лесна победа. AJ stutter drive. Duncan the dunk. Следуваше Golden State Warriors. Овој пат кулите близначки од Сан Антонио постигнаа по 25 поени, водејќи ги Спарси до 17-тата победа во последните 19 средби. А во дивизијата Среден Запад, Хјустон Рокетс допатуваа во Јута да се сретнат со Джезерите. Хаким Олајџуан стигна до 25.000 поени во кариерата, водејќи го својот тим до водство од 15 кошеви во последната четвртина. Но Јута го смали водството на 1 и имаше шанса да направи пресврт. И во последните секунди Хјустон го решаваше надпреварот. Ова беше разочарувачко, во финишот игравме очајно. Го имавме добиено надпреварот, но едноставно не можеме да погодиме. На тој начин Јута и натаму го задржа првото место на Средниот Запад пред Сан Антонио Спарс, кои победија во 5 поред. Хјустон Рокетс се трети, а Минесота Тимбервулвс четврта. Зад нив се Далас, Денвер и Ванкувер. Продолжуваме до Пацифичката дивизија. Таму Портланд успеа да победи во 9 од последните 10 надпревари. Майк Данливи и Портланд засега имаат најдобар резултат во целата лига, а против Сакраменто се обидува да ја продолжат серијата. Во последниот меч против Кралевите оваа сезона, Блейзерс ја остварија четвртата победа во исто толку средби.
Anthony, what a pass! Rasheed Wallace! What a sweet pass by Greg Anthony! Следуваше тежок тест против Гери Пейтон и Сијатл. Тимот што оствари 5 победи поред против Портланд. Благодарение на балансираниот напад, Блейзерси ја прекинаа таа серија. Дури 7 играчи постигнаа повеќе од 10 поени и Портланд победи со 12 разлика. In low, posted as Wallace, backs instead. Rams it as he reverses baseline and throws it down. Следната вечер, Портланд се сретна со Феникс, минус Том Гулјота. И покрај тоа што Санси постојано беа блиску, Портланд триумфира со 5 разлика. Најефикасен беше Рашид Волис со 20 кошеви. Here comes Rasheed, Garrity trying to get in between, and that's a throwdown. Сваќаме дека ова е многу талентиран тим и дека тука секој знае да игра, значи во одбраната ќе треба да одиграме со полна пареја. Портланд е во комотно водство во својата дивизија со 27 победи и 6 порази. Лос Анџелес Лейкерс е втори пред Сиетл Суперсоникс. Феникс Санс е на 4-то место, а Сакраменто Кингс е 5-ти. Голден Стейт се предпоследни, а Клиперси убедливо на дното од табелата во Пацифик. На помалку од еден месец до почетокот на плей-оф, Бейкер, Шремфи и Пейтон на другата, а во најблескава звезда од сите овие се промовира сенсационалниот Гери Пейтон. Потоа следеше и неговата креативност при влегување. Гери Пейтон во првото полувреме реализира 22 коша, а гостите знаеа дека ова за нив ќе биде долга ноќ. А кога Пейтон се одмораше на клупата, резервата Џон Кроти играше во стил на Гери. Како и Пейтон, и Кроти беше незапирлив. Crotty with a long one. He's 6 for 6. Between the wickets, into the lane, a running lefty off the window is good. А потоа Пейтон се врати во игра да ја доврши работа. Peyton left alone and knows what to do. И Пейтон постигна 30 поени, а Кроти личен рекорд од 19 кошеви. Заедно тие погодија 20 од 37 обиди од поле. А на листата најдобри стрелци, натаму Ален Ајверсон е на врвот пред Шекил О'Нил. Зад нив Шарим Абдурахим, Карл Мелоун, Гери Пейтон и Тим Данкан. Мора да признаам дека Гери... Добре дојавте во куќата на Мутомбо. Marker? Ова е мојата куќа. That was a fly swatter by Mutombo. Во лигата има многу добри блокери, но Мутомбо во моментов и во последните 3-4 години е најдобриот во оваа игра. Мутомбо е вистински ѕид под кошот, но не е само неговата височина, она што од него прави најдобар блокер на шутеви во NBA. Мислам дека имав и дарба со тоа што сум висок, имам долги раци и големи дланки, но мислам дека мојата работна навика во многу ми помогна да дојдам до позициите на кои сум денеска. Тој има одличен тајминг и тоа му овозможува да блокира шутеви и она што го комбинира со тајмингот е изборот на позицијата. Тој не оди по секој шут, мислам дека тоа е паметно, ги тераш луѓето да погодуваат што ќе правиш. Blocked away, Mutombo got it back up, he got another one. Трократниот најдобар дефанзивец во лигата не го штити само кошот, туку и своите соиграчи. Дикембе ми внимава на грбот, многу пати кога ќе го пуштаме од играч не со намера, најчесто тој е оној што ќе поправи мојата грешка. Убаво е да го имаш таму зад себе, затоа што кога и да одиш по украдена топка и не ти успее, тој нема да им дозволи да поентира. И покрај тоа што Дикембе не може да го изблокира секој шут, тој создава вистинска нервоза кај секој што ќе влезе во авантура под кошот на Атланта. Било да го предизвикам да го промени шутот и да промаши или да го изблокирам, па дури да не го сторам тоа, ќе го натерам да упати еден од најтешките шутеви што некогаш ги упатил. Неговите дефанзивни способности во нападот се трансформираат во поени. Во случајов Мутомбо блокира, соиграчите ја прифаќаат топката и со тројца кошаркари во налет тимот организира брза контра. Кога еднаш ги изблокира, не тера да трчаме. Топката доаѓа до некој од нас и имаме контра, а ние сме подобар тим кога сме брзи и трчаме.
Дикембе Мутомбо и Лос Анджелес Клиперс го одбра. Морис Тейлор од Универзитетот Мичиген. Морис Тейлор се промовира во едно од најдобрите млади крила во лигата и во клучен дел за подобрата иднина на Клиперс. Тој е одличен млад играч во оваа лига, кој има многу таленти, посебно на офанзивниот дел од теренот. Имам крупно торзо, но можам да играм и ниско крило и крилен центар, а можам да правам и некои работи со топката далеко од кошот. Тој има еден тон талент, би ја споредил неговата игра со Чарлс Баркли, има неверојатно тело и кога ќе се спушти на пост, најголемиот дел играчи не може да го задржат еден на еден. Со просек од 16 поени, Тейлор е најдобриот стрелец на Клиперси, но тој напорно работи да усоврши друг дел од неговата игра. Сакам да станам доминантен во скокот, не само добар скокач. Сега имам просек од 7-8 скокови, но чувствувам дека тоа не е доволно за крилен центар. До крајот на годината сакам да бидам некој кој ќе фаќа 9 или 10 скокови на надпревар. Таа желба да напредува ги импресионира неговите соиграчи кои во него гледаат идна суперзвезда. Морис е многу добар играч, тој ќе биде уште подобар со време и со повеќе совети од тренерите. Тој навистина ја подобрува својата игра, не само како играч, туку и како лидер. Негова единствена цел е наскоро Клиперси да ги одведе во плейофот, а можеби и до шампионскиот трофеј. Да имаш шампионски прстен на раката значи дека си најдобар во тоа што го правиш. Секој сака да биде најдобар. Кога одиш на работа, секој ден сакаш да бидеш најдобар во твојата работа и кога ќе станеш најдобар во тоа што го правиш и го добиваш респектот што доаѓа со тоа, тоа само по себе те прави среќен. Голем комплимент е кога велат дека можам да бидам All-Star, дека можам да бидам добар играч во оваа лига. Самото учество во лигата е чест, да играш доволно минути, да имаш свое време на теренот. Чест е кога го забележуваат тоа. Ако работам напорно ќе ме забележат. Тоа е се што се обидувам да сторам. А сега најубавите, најатрактивните и највозбудливите потези за оваа недела. Започнуваме со плеймейкерот на Нью Джерси Нетс, Стефон Марбери. Oh, what a pass! What a pass by Stephon Marbury. That is superior stuff. На деветото место ни долета Тајрон Несби од Клиперс. На осмо место е комплетната петорка на Торонто Репторс. Stolen by D. Brown. Raptors on the ground. Brown down below. The hustle. Carter. Can you believe it? По една недела пауза, еве го пак на топ 10. Джейсон Вилијамс од Сакраменто. На место број 6, Дерек Андерсон од Кливленд Кавалиерс. Oh, man. Пети е Трейси Мегреди од Репторси. Rejected by McGrady, and the ball goes out of bounds. T-Mac told him, get that out of here. Четврти, Кевин Гарнет. На место број 3, неделава, Стейси Огмон од Портланд Трейл Блейзерс. И нема утка. Пак на топ 10, Винс Картер од Торонто Репторс. Making that shot, incredible body control. You talk about English on a basketball. А број 1 за оваа недела, повторно на оваа листа, Трейси Мегреди од Торонто. There's McGrady, look out! Oh my! Can you believe that? A spectacular move and his ability to hang in the air. Град неделава непоразените, Шарлот Хорнетс.
Тренерот на страшлените Пол Сайлас е задоволен од тоа што го гледа кај својот тим. Сите сакаат место во плей-офот и сите се обидуваме да редиме победи во серија. А во Милвоки против Бакси, Шарлот беше во обид да продолжи својата серија од 5 победи поред. Nice move on, and he gets by. Greg Robinson, count the basket. Screen and roll with Campbell. They switch. Bills for three. На неколку секунди до крајот и при водство од поен предност на Шарлот му требаше само една добра одбрана. It goes to Thomas. The Hornets hold on the steal. Eddie Jones gets it, and Charlotte has won 6 straight. Следната вечер Хорнеци се сретнаа со Майк Фратело и Кливленд, а тренерот Сайлас успешно го мотивираше тимот. Мора да победиме во секој надпревар и не само да победиме, туку и да одиграме жестоко. Боби Филс го послуша својот тренер и реши да му се свети на поранешниот тим постигнувајќи 23 кошеви, а Шарлот триумфира над директниот противник за пласман во плей-оф. Bobby Phills is electrified tonight here at the gun as he splashes another three. Потоа наред дојдоа Нью Джерси Нетс, чии играчи беа охрабрени од својот повреден капитен Джейсон Вилијамс, но Нетси не можеа да го оладат Шарлот, која продолжи својата триумфална серија на 7 поред, благодарение на човекот наречен Райфлмен, Чак Персон. Го имаме оној ритам, онаа само доверба неопходна да се победи. Последните неколку надпревари беше навистина забавно да се игра. Во дуелот на тимови што се борат за пласман во плей-офот, Шон Кемп и Кливленд се соочија со Винс Картер и Торонто, а рептилите во последната четвртина надоместија минусот 9 поени. Во финишот на средбата Репторси успеа да изравнат, а кога се појави шанса за победа, се свртеа кон својот нов адут. Во продолжението, Кливленд имаше поен предност, кога Весли Персон влезе во серија. Репторси повторно успеа да се вратат во игра и во самиот финиш дојдоа на чекор до победа. Over to Christie, he drives, missed the layup, rebound battle out of bounds, can't win. А сега одиме во Атлантската дивизија, од каде ни доаѓа еден од кандидатите за првото место во источната конференција, тимот на Мајами Хит. Во Бостон, Ентоан Вокер и Селтикс им беа домакини на Алонзо Морненки и Мајами Хит. И во најголемиот дел од средбата гостите доминира. Се навестуваше дека ова ќе биде уште една рутинска победа за Мајами, кои во последната четвртина има 11 кошеви разлика. Но, предводени од својата прва звезда Вокер, Селтикси во последните 5 минути ќе приредат драматичен камбек. Walker takes it, makes it. И во минусот 2 Вокер се здоби со шанса да му донесе победа на својот тим. Antoine breaks it home for the game. 4/10 of a second on the clock. Ова е добар знак, ни остана уште 11 надпревари, ќе се обидеме да ги одиграме под еднакво црсто. Следуваше дуелот меѓу двата лидера во источната конференција, Мајами како домаќин на Индиана Пейсерс. Пейсерси во надпреварот влегоа со јасна цел. Чувствуваме дека сме во позиција да стигнеме до целта и чувствуваме дека сме навистина добри. Во последните 10 средби ќе ја комплетираме работата. Но Мајами водеше сето време, а на 3 минути до крајот имаше 8 поени предност. Пейсерси на Лери Бърд се доближија на само 2 коша разлика и во последните секунди од својот снайпер, Реджи Милер очекуваа да го комплетира пресвртот. Miller with a three up out front, on the lip of the rim, no good. Master in the rebound. A huge victory for Miami. Еве како изгледа и плейоф табелата на истокот. Мајами Хит е на првото место, веднаш до нив е Орландо Меджик. Лидерите на Централ, Индиана Пейсерс се трети, но ако останат први во Централ ќе бидат второ пласирани во плейоф распоредот. Атланта е четврта, Милвоки и Детройт го делат петото место. Филаделфија е седма, а по осмо пласираниот Кливленд шанса за влез во плейофот бараат и Њујорк, Шарлот и Торонто. Значи да потврдиме, Денис Родман неделава беше ослободен од обврските кон клубот. Родман, седумкратниот првак во скокови, сезонава во ЛА имаше просек од 11 по надпревар. Kobe around the hoop, hands to Shaq Mo right. Through traffic, shot it up, no tip jam, Dennis Rodman, D-Rod way up. Следат информациите за повреди на играчи низ NBA. Бекот Бошон Ленард, заздравен од скршеницата на ногата, неделава се врати во тимот на Мајами Хит. Во првите 2 средби сезонава оствари просек од 9 поени по надпревар. Finds Leonard. He shoots the jumper.
А Бостон Селтикс го загуби својот најдобар стрелец Ентоан Вокер поради повреда на скочниот зглоб. Вокер за прв пат во NBA кариерата е повреден и нема да игра по серија од 204 последовни средби во дресот на Селтикс. Да видиме и кој беше прогласен за играч на недела. Честа му припадна на плејот на Феникс Санс. Джейсон Кид, кој неделава просечно постигнуваше по 23 кошеви. Исто така имаше и просек од 10,5 додавања и 5 скокови по надпревар. Ма Джейсон Кид е да имаш предноста на домашниот терен во плејофот. А против Лос Анџелес Лейкерс потврдија дека се тим број 1, доминирајќи низ целиот надпревар. Stockton brings it back. Hornacek trailing the play for a three. Oh, that was beautiful. Lob pass for the cutting Ostertag. To the foul line he goes to try to complete a three-point play. Тимот на Курт Рембис беше и 23 поени во негатива, а джезерите дојдоа до 10-та победа поред. Bryant is stripped. Utah coming down 4-on-2. Stockton for Hornacek. Прво и основно, секој играч влезе во одлична форма и сега кога сме пак заедно тоа почна да се покажува и сите вршиме одлична работа. А во дуелот со Тим Данкан и Сан Антонио Спарс, Џон Стоктон и Јута беа максимално мотивирани и од стартот Карл Мелоун го поведе својот тим кон целта. Но Спарси тешко можат да се совладаат, посебно кога Данкан ќе реализира 36 кошеви. Данкан беше незадржлив цела вечера, Сан Антонио победувајќи и ја прекина серијата на Јута Џез од 11 победи едно по друго. Пристигнува крајот на сезоната, ни останаа само уште по неколку надпревари, се обидуваме да останеме во трка до самиот крај и вечерва направивме голем чекор кон таа цел. Следна станица на турнејата по западната конференција е Портланд. Таму Блейзерси го дочекаа Сан Антонио Спарс. Тим Данкан и Спарси се еден од кандидатите за титулата, но во дуелот со лидерот на Пацифик Портланд, Спарси во последната четвртина не можеа да ја запрат серијата кошеви на домаќините. Во минусот 3, под една минута до крајот, Сан Антонио ќе се врати благодарение на адмиралот Дейвид Робинсон. И на 4 секунди до крајот и негатива од 1 поен, Данкан со слободни фрлања ја обезбеди победа. Ова беше голема победа за нас. Се надевавме дека од ова ќе дојде. Бевме во минус од 5 и 7 поени во финишот, но не ги наведнавме главите, продолживме исто, притиснаме по целиот терен и се надеваме дека нешто ќе се случи. А потоа на домашен терен Спарси се сретнаа со Скоти Пипен и Хјустон Рокетс, кои беа во серија од 4 победи поред. Но Сан Антонио полека се врати предводен од ветеранот Марио Ели. А на крајот токму тој имаше шанса да обезбеди победа во драматичен стил. 7 seconds left. Johnson driving. Avery out to David. David and Mario Elie for a three. Bang! Mario Elie with a three, and he has taken his former team and stuffed them. Девид стори добра работа што му е префрли топката. Се чувствував добро и во моментот кога изфрлив топката знаев дека е во ред. А во друг драматичен меч, Гери Пейтон и Сиетл Суперсоникс се сретнаа со Крис Вебер и Сакраменто Кингс. И на стартот, мечот беше во знакот на Крис Вебер. Во последните секунди, кралевите сепак имаа 3 поени помалку, но Стојаковиќ го имаше последниот шут. А во минусот 3 кошеви на минута до крајот на продолжението, Сиетл се сврте кон Детлев Шрем. А на само неколку секунди до крајот, Соникс и топката и шансата за победа му ја дадоа на Херси Хоукинс.
Еве како изгледа и плейоф сликата на западот. Јута Джез е на врвот со 32 победи и 9 порази, втор е лидерот на Пацифик Портланд со 30 победи и 10 порази. Сан Антонио е трет, а Хјустон на четвртото место. Пети се Лейкерси, Минесота шеста, а Феникс седми. Сиетл и Сакраменто се на делба на осмото и последно место што води во плейофот. А Голден Стейт е последниот тим што се надева на пласман во доигрувањето. Енферни Пени Хардавеј се соочи со Грент Хил. Hardaway posting up Grant Hill. Hardaway backs in. Power move by Anthony Hardaway. Но Пистонси беа тие што на стартот остварија убава предност од 14 поени. До моментот кога Пени ја врати магијата во играта на Орландо Меджик. Хардавеј буквално ја превзеде сцената, пукајќи од далечи. Пени над преварот го играше во болка поради повреда на зглобот на раката, но тоа не му пречеше да стане звезда на вечерта. А последната четвртина беше вистинско one-man show во кое Пени постигна 19 од своите вкупно 27 кошеви. Излегов на теренот малку нетрпелив, зашто загубиме две среди поред со почетокот на последната четвртина, фатив добар ритм, погодиме пар шутеви и оттаму ми трна. Водејќи го Орландо до победа од 7 разлика, Хардавеј погоди 10 од 18 обиди од поле и 6 од 7 слободни фрлања. На листата на стрелците пак, водството го превзеде Шекил Онил пред Айверсон, Карл Мелоуне, следено од Шариф Абдурахим, Гери Пейтон и Данкан. Bounce pass for Reed. Slams it home. Jason with a long pass up the floor. Oh, what a pass! Gosh. Time to roll, baby, time to roll. Trouble! No! Fist out, fist out! Three-down single now. Triller, triller! Од моментот кога влегоа во NBA лигата, браќата Вилкинс ја одушевуваат публиката низ NBA арените. Најпрви на NBA фановите го запознаа постариот Доминик Вилкинс и неговите неверојатни забивања, а потоа и помладиот Джералд, кој во се го следеше веќе славниот брат. Јасно, тој постави стандард со тоа што во професионалци влезе како трет пик на драфтот. Dominique Wilkins, showtime in Atlanta. Тој си создаде своје име и своја кариера во Њујорк, а ако тоа може да го сториш во Њујорк, може да го сториш било каде. Wilkins on the drive. Патиштата многу пати низ нивната кариера ќе им се вкрстат. И двајцата играа за повеќе NBA тимови и кога и да се сретнеа еден против друг, беа одушевени еден од друг. Играа против нас кога тој беше во тимот Никс. Јас бев во Атланта, тој скокна преку Док Риверс и заби. Gerald Wilkins pass down to Nick. Финта кон средината, онака финта со глава, како да ќе оди кон средината и трна кон аут линијата и кога дојде до рекетот се крена во воздух, сите појда кон него и се што може да видите како ја врти топката од сите страни, се слободува од сите и забива. Bam, bam. Down low for Dominique. Baseline drive. Dominique. Oh my goodness! Did you see that jam? Но сега не ќе им треба многу труд да ја следат кариерата на другиот. Браќата Вилкинс играат заедно во дресот на Орландо Меджик. Ова дефинитивно е како шлак на торта. Двајцата знаеме дека сакаме да играме уште 2 до 3 години во лигата и сега добивме шанса да играме заедно. Джералд и Доминик му помогнаа на Орландо да има успешна сезона, но кога надпреварот се решава, и двајцата знаат кој од нив е постар и кој ќе го има последниот збор. Знам кој ќе го упати последниот шут. Јас ќе имам топката, но тој ќе ми ја бара. Знаете што мислам, нели? И како секојаш јас ќе му ја дофрлам. А во Феникс There's Kid again, number 2 in the NBA in steals.
goes. Comes up with another one. Ahead it comes to McDyess. Oh, my! Jason Kidd! Во својата пета NBA сезона, Джейсон Кид игра најдобро во кариерата. Тој е играч што може се, и тоа на двата краја од теренот. Најдобриот опис е некој што работи напорно, кој ја сака оваа игра, кошарката, кој надпреварувач и војник кој ќе ви даде 110% за тие 48 минути. Секогаш барајќи го слободниот играч, Кид сезонава е лидер по бројот на додавања во првенството. Тој воедно е избореден во одбраната и експлозивен во контранапад. Погледнете во статистиката по надпреварот и тој води во скокови, асистенции, украдени топки, поени. Да се доминира во надпреварот на начин на кој тој тоа го прави е неверојатно и од секој аспект тој е феноменален играч. Но без сомнение, најважниот дел од неговата игра од секогаш биле додавањата. Без оглед дали изведува едноставна асистенција под кошот или ги погодува за отворен шут за тројка. Соиграчите на Джейсон секогаш знаат дека ќе ја добијат топката во перфектна позиција за кош. Comes a Kidd, 2-on-1. Touch pass to Kidd. He's fouled. It'll count, and he can tie it up. Возбудата добра асистенција е во можноста да го видиш како поентира. Многу навивачи сакаат да видат како се поентира со забивање. Јас се чувствувам возбудата како по додавање, ќе видам како некој друг реализира. Неверојатната вештина што има со топката, брзината и лесните шутеви што ги креира за соиграчите, тоа е многу забавно. Grab by Jason Kidd on the flat to center of the floor. He'll challenge Payton. Nice find. Сестраноста и лидерството на Кид го води Феникс кон место и во годинашниот плейоф, но тој нема да биде задоволен се додека не ја достигне конечната цел. Да се донесе шампионски трофеј во Феникс, мислам дека кон тоа сите ние се стремиме, ако не оваа година, се надеваме во наредните 2 или 3 години. Ова име Джейсон од бројувањето и нашата топ 10 листа на најдобрите 10 потези за оваа недела. А започнуваме со снајперот од Индијана, Реджи Милер. Reggie Miller flying for 3 at the buzzer. На место број 9 е плеймейкерот на Блейзерси, Деймон Стадемајер. Damon on the spin cycle, down Broadway with a left hand. Beautifully done. Осми е волшебникот од Вашингтон Визардс, Мич Ричмонд. What a shot! Richmond, and it goes. Goes up, floats through, reverse English, and in. На седмо место го имаме Дарел Армстронг од Орландо Меджик. Take it. Oh my goodness! And that's the kind of season Darrell Armstrong has been having. A no look, and that one had the eyes. Шести е Коби Брајант од Лейкерс. Tapped around and tapped it. Kobe Bryant! Do you believe that? That was one of the greatest plays I've ever seen off of a rebound. Пети, Майкл Финли од Даллас Маверикс. And it's Finley hammering it home in the face of David Robinson. А четврто место за додавањето во изведба на Алан Айверсон. Iverson behind the back, Rodley, who slams for 2. That's a beautiful play. И овој пат листата не е без Винс Картер од Торонто Репторс. Oh, no! Fred Humphrey! Pick up your lingerie, it's on the floor! Wow! На чекор до врвот дојде Морис Тейлор од Клиперс. А на првото место оваа недела сенсационалниот руки од Сакраменто, Джейсон Вилијамс. Jason Williams is by far the best ball faker I've ever seen in the game, including Larry Bird. Guglielmo, look at the fight! Oh, what a play! За Том Гулјота и неговата супруга Вики, кошарката беше тест за нивната врска, која заврши со брак.
А Скоти Пипен од Хјустон, кошарката едноставно го врати дома. Се ова, а и многу повеќе. Звезденото крило на сонцата од Феникс чувствува дека неговиот нов клуб и Феникс како град е вистинско место за него. Тука, Гулјота игра веројатно својата најдобра сезона во кариерата, прикажувајќи нови потези во својот играчки арсенал. He's versatile, he's mobile, he is agile, he's everything. He is everything. А неговата бескомпромисна игра го промовира во миленик на навивачите. What a play. Sammy Googs, great googly moogly. Но за Том и неговата супруга Ники, патот до Феникс беше долг и напорен, полн со препреки и сомнежи што ја исполнуваа нивната кариера на професионални спортисти. Како шести пик на драфтот 92-та, Вашингтон Булитс го избира Том Гулјота од Универзитетот Северна Каролина. Гулјота беше драфтуван од Вашингтон и заедно со Ники се преселија во главниот град, каде и започна неговата NBA кариера. И токму кога почнаа да се чувствуваат како дома, Гулјота беше разменет во Голден Стейт. Беше навистина тешко да се мени низ таа трампа, посебно по чувството дека добро напредуваш и одиш напред, а сепак да те разменат. На некој начин е смешно да се зборува за трампата и колку лошо тоа може да биде. На некој начин тоа комплетно ви го менува светот. Навистина може да ве потреса. Можете да загубите многу довербата и желбата, тоа не беше она што го замислувате за кошарката. Имајќи доверба и меѓусебна потдршка, двајцата минаа преку 4000 километри и завршија на западниот брег од USA, но и тамо немаа време убаво да се сместат. 3 месеци подоцна повторно го бараа на телефон. Сега, Том Гулјота требаше да оди во Минесота, но овој пат тоа мораше да го направи сам. Му реков, ќе се видиме по завршувањето на сезоната. Ќе те посетувам од време на време, а ќе се вратам во Мериленд, каде што ни беше домот. Ники, и самата одличен спортист, си постави цел да избори место во олимписката велосипедска репрезентација на Америка. Том имаше разбирање, но веќе не беа заедно. Тоа беше првата тешка работа низ која минавме. Тежок период во нашата врска. Во тимот на Минесота, Том почна уште посериозно да тренира. Со уште поголема решителност ја одржуваше врската со Ники, овој пат преку телефон. Таа секогаш беше тука да ме поддржи во тешките времиња, што беше навистина добра работа. Убаво да имаш некој кога ти треба. Конечно, Ники Гулјота му се придружи во Минесота, а Том за прв пат во кариерата беше избран за настап на All-Star. It's good! What a shot by Gugliotta! На почетокот од оваа сезона, на Том му заврши договорот со Timberwolves. Сега, кога самиот можеше да го бира клубот, Гулјота се реши за Феникс, сместувајќи го таму и своето семејство. Тоа беше прв пат да се најдам во таква ситуација и кога можноста се појави, знаев дека ова организација, овој тим е еден од најдобрите во НБА. Си помислив дека треба да го искористам тоа. Can you hug Daddy? После што минаа заедно, врската на Том и Ники е посилна од било кога, а поддршката што ја даваат еден на друг и натаму е иста. По 4 NBA тима во 6 професионални сезони, Том и Ники сепак не се неблагодарни за се што патем им се случи. Благодарен сум што ми се случило. Без оглед што ќе биде до крајот на мојата кариера, секогаш ќе се навраќам на нештата за кои работев и ги заслужив. И сега се изгледа многу послабко. А во продолжение ќе видиме трофеи се уште ќе играм. Listen to the crowd, they love it. Vintage Scottie Pippen. This is NBA basketball at its best. Неговото детство е врзано за мало индустријско градче во Арканзас. Тоа е градче од околу 3000. Тоа е прекрасно место за живење. Индустријата тука е шумарство и земјоделство. Луѓето во оваа област својот живот го градат врз работа. Посветеноста на напорна работа на луѓето од ова градче беше основа во развојот на Скоти Пипен. Кошарката беше негов прв спорт во кој многу брзо реши да успее, но на стартот изгледаше дека колку и да се труди и тренира, едноставно не можеше да ја надомести физичката слабост. Изгледаше како целиот да е само раце и нозе и понекогаш изгледаше како да не може истовремено да ги контролира телото и топката.
Никој не го бараше Скоти. Луѓето како да не разбира. Тој беше добар спортист, но не беше брз. Не беше некако блескав и изгледаше на вистина слабичок. Ниту еден колеж не сакаше да му понуди стипендија. Затоа замина на Централ Арканзас, каде што се грижеше за опремата на играчите од кошаркарскиот тим. Скоти добро се грижеше за опремата, работеше на неја, беше совесен и кога се здоби со шанса да добие стипендија, работите беа уште подобри за него. Се разбира, морав да си најдам нов асистент. Најпосле, благодарение на неговата решителност и напредување во играта, успеа да добие стипендија. Во својата трета коледж сезона, одеднаш доби во височина, силина и вештина и стана големо изненадување на драфтот 87-ма. Сиетл Суперсоникс го избраа Скоти Пипен од Централ Арканзас. That's right, folks. You probably have never heard of Scottie Pippen. Бев изненадена и среќна и со мојот сопруг, кој тогаш беше жив, го гледавме драфтот на телевизија и на двајцата ни потекоа солзи од радост. Пипен беше одушевен што успеа да влезе во NBA, но наскоро свати дека најтешкото допрва престои. Во првата сезона беше разочарување, а некои дури почнаа да веруваат дека неговиот талент е ограничен. Но без оглед како на Пипен гледаа критичарите, луѓето од неговиот роден град никогаш не ја загубија вербата во него. Велеа, Бул си загубија вечерва затоа што Мајкл играше лошо и Скоти не одигра до крај на своите можности. На почетокот од кариерата најдов на многу тешкоти. Некој требаше да биде обвинет и се случи тоа да бидам јас. Една од добрите работи ако доаѓаш од мал град во Арканзас е тоа што луѓето се уште ќе веруваат во вас. Не се откажуваат од вас така лесно. И Пипен нема да ги разочара. Работејќи порешително од било кога, израсна во еден од најдобрите играчи во NBA, а со Чикаго стана 6-кратен првак. За сето време, Пипен ја имаше поддршката на луѓето од својот град, а сега знае да ја покаже својата благодарност. Во својот нов тим, Хјустон Рокетс, со играчите имаат огромен респект не само кон неговите лидерски квалитети, туку и кон неговата решителност да докаже зашто е се способен. Не е лошо, но не е ни забавно да растеш сиромашен во мал град. Тоа може само да те мотивира ни целиот живот да дадеш се од себе, за себе и за своето семејство. Јас го респектирам како личност, го респектирам како човек и се разбира го респектирам како играч. Не можеш секого да го усрекиш или секој да те разбере, но се додека си способен да ја задржиш таа семејна врска цврста, животот ќе биде добар за тебе. А во продолжение ќе видиме... Прество ми значат повеќе од било што друго на светот. Благодарение на неговата весела природа и смисла за хумор, Вилијамс е еден од најомилените NBA играчи. I'm so happy I got an all-star weekend dance. It's called the Big Finish. Oh, yeah. Yes, Jimmy. All right, Jimmy. All right, fellas. Yeah. Boy, you gave it to him too early. Но за Вилијамс, животот не бил од секогаш мед и млеко. Од секогаш ми било тешко, целиот мој живот бил драма. Джейсон е дете на родители од различни раси, а детството го мина во еден од квартовите во Њујорк во кој царуваат криминал и дроги. Како мал, ги загуби и двете сестри кои починаа од иста болест. Тие не ми беа само сестри, ми беа најдобри пријатели. Постарата сестра Линда почина кога Джейсон имаше 15 години, а 5 години подосна, исто така од СИДА, почина и неговата постара сестра Лаура. Кога ги загубив се. Станав милитантен.
Влегувајќи во NBA преку драфтот 90-та, Джейсон беше голема надеж на Филаделфија, но неговите приватни проблеми наскоро ќе се рефлектираат и на кошаркарскиот терен. Трагедиите што ги искуси го претворија во гневен кошаркар со неодговорен однос и 92-та Сиксерси го испратија во Њу Џерси. И покрај промената на средината, Вилијамс продолжи по патот на самоуништување. Кога ќе размислам работите што ги правя возејќи 200 на час, одејќи по барови и започнувајќи тепачки со луѓето, може лесно да бидам и убиен. Наскоро Вилијамс ќе се соочи со клучен момент во својот живот, но овој пат за среќа се сврте кон неговиот татко за совет. Порасни веднаш. Кога тој зборува, слушате, затоа што не зборува многу мисли тоа што го кажува, и во тој момент таму промени се во врска со мене. Се вратив и почнав да играм кошарка, знаев дека прво треба да се погрижам за тоа што ќе стане на кошаркарскиот терен, а потоа се ќе си дојде на свое место. Овој пат Джейсон се сврте и кон своето минато, наоѓајќи ја повторно вредноста на работата и трудот, а преку лето работеше во градежната фирма на неговиот татко. Ми плаќаше $1 на час, работев 8 часа дневно и дома носев 40 часови и $40 и го сакав тоа. Работата му го преобрати животот. Лани, Джейсон стана All-Star, годинава го потпиша најбогатиот договор во историјата на Њу Џерси, а дел од него, преку добротворната фондација што го носи неговото име, ја враќа на заедницата што го прифати каков што е. А работата и натаму останува дел од врската меѓу него и неговиот татко. Заедно тие изградија и семејната куќа на час возење од Њујорк Сити, но бесконечно далеку од неговото минато. Некои одат по риба, други во лов на елени, ние остануваме тука, се потиме и градиме нешто што сакаме и тоа не држи поврзани и тоа е нешто што го правиме заеднички. Бев газда додека не ме отпушти, а го отпуштив 3 пати затоа што сакам работата да е завршена вчера. А кога Джейсон е на работа, татко му не пропушта можност да го гледа. Кога сум таму и го гледам, се чувствувам горд. Никогаш во животот подобро не сум се чувствувал. Да бидам искрен. Мразам да пропуштам надпревар или да правам нешто друго, затоа што никогаш досега вака добро не сум се чувствувал. Кога сум на надпревар, ако не го забележам уште во првата четвртина, се чувствувам нервозен. Ќе одиграм лошо и клубот го знае тоа и затоа обезбедуваат тој да е во салата, а ако не е до почетокот на средбата, прават вистинска потера по него. И за време на средбата си фрламе по еден од оние поздрави и одиме на работа. Мислам дека сме идентични. Луѓето не гледат и велат, па ти си иска како татко ти. Секој ден го живееме во целост, се трудиме да минеме што повеќе време заедно. Тој е мој најдобар пријател на светот, го сакам до смрт, него и мајка ми значат се и јас на вистина го сакам моето семејство. А во продолжение следи на својата игра до највисоко можно ниво, а и оваа сезона не беше исклучена. Сезонава имаше и незаборавни моменти и фантастични финиши. Големите потези може да се презентираат на безброј начини. Некои од нив се изведуваат во просторот над кошот, а завршуваат на ваков начин. 20 from downtown this year, 20 of them. Vince Carter showing you the highlight reel. Tonight we saw that three-pointer he hit early. Oh, baby! Yes, but I'll see you! Други индиректно водат до коши поени, а презентираат едно поинакво, суптилно чувство за оваа игра. Ahead is Stockton. He's got him on the run. Stockton cross court to Shannon. To the hoop. Slam dunk. Stockton, a beautiful feed. Rebound Billy Owens. Billy behind the back of Luke Bogues, but from behind the back blow got him. Boyle taps it free. Hawkins at it. Bogues comes away with it. Finds a man in low. It's Boyle for the two-hand lay-in. That's his tonight. Iverson, the stop and go, challenges Mutombo, left for Ratliff, who slams for two. Како и секогаш и сезонава ни представи безброј спектакуларни потези што ги одушевија NBA фанови. Armstrong running the floor to Penny. Penny drives in, scoop shot up off the glass and in. Penny Hardaway with the bucket. No shooting, one break. Oh, baby! Behind the back, and they deliver two. They love it here. Up comes a Kidd, 2-on-1. Touch pass to Kidd. He's fouled. It'll count, and he can tie it up. Поголемиот дел од средбите сезонава се израмнети, а голем дел од нив завршуваат на ваков начин. Good execution. Jimmy for the win. Marley got it! He got it! Thunder
from heaven. He gets it out to Elliott. Elliott shot on the way. They won it. Да, сензационалните потези ги има на секој дел од теренот, а сите заедно. Играјќи од самиот почеток на првенството одлична кошарка, тимот на Орландо Меджик стана едно од најпријатни. Кеси го одведе својот тим во Орландо, намегдан на Меджик и Ник Андерсон, кој не губеше воопшто време да ја наметне својата игра. Да, Ник Андерсон беше расположен за шут за тројка, горејќи ја мрежичката на нет си од голема далечина. Потоа реши да ги предизвика и од близко. Гостите нема одговор за него ни од оваа позиција. Погодувајќи од секаде, Андерсон серијата ја проложи во второто полувреме, во кое постигна 23 кошеви, предводејќи го нападот на својот тим. А со играчите му ги даваа сите можности за прецизен шут. И на крајот токму тој ја запечати победата. Седев на клупата, тренерот ми кажа дека ќе стори се што може да ме врати во форма, а вечерва ме истрча до смрт. Андерсон над преварот го заврши со сезонава рекордни 40 кошеви, погодувајќи дури 14 од 19 обиди заедно со 9 скокови и 6 асистенции. Еве како изгледа конечната листа на стрелци за оваа сезона. Алан Айверсон од Филаделфија стигна до својата прва титула најдобар стрелец. Зад него е Шекил О'Нил, а трет е Карл Мело. Во само една сезона. Јас сум реален од Бакси. Го сакам сето ова. Gets free from Penny. Oh, man. Throws it down. Allen has the baseline. And was given the baseline. Ray Allen, nice move down the lane. Beautifully done. Silky smooth Ray Allen. Од звездената коледж кариера, Рей Ален 96-та им се придружи на Милвоки Бакс. И покрај тоа што тимот имаше проблеми во неговите први две сезони, Ален на Бакси им даде надеж за посветла иднина, а за себе почна да гради имидж на еден од најинтересните нови млади играчи во NBA. This kid is something special. Годинава, Милвоки и Ален играат некоја друга улога. Бакси имаат прва сезона со повеќе победи од порази во последните 8 години благодарение на искуството од претходниот период. Две лоши сезони и сега сме во третата. Ги воочи лошите нешта низ кои минавме и што ни треба да победиме. И во третата сезона имаме растежи, падови, но научивме многу. Некако само ни доаѓа како да победиме. Bucks running with 5, 4, inside Johnson, nicely done with a dunking Ray Allen. Рей Ален со просеко 17 поени по надпревар е еден од најзаслужните за успехот на елените. Тоа е закана за секој противник секогаш кој ќе ја добие топка. Во основа може да прави се физички одличен, знае да ја води топката, може да шутира како и на добрите и многу е брз. Milwaukee picks it back up. Ray Allen crosses over down the lane. Whoa! Неговото лидерство за нас е голема работа. Don't worry about it. Don't worry about it. Тој е одличен шутер на тројки, тој е голем плюс за нас и ако продолжи со ваква концентрација и не дозволи ништо да го вознемири да го оддалечи од напредувањето, мислам дека ќе биде еден од најдобрите бекови шутери во лигата. За прв пат од 91-та Милвоки обезбеди пласман во плейофот, но Рей Ален верува дека тоа е само почеток. Го започнувате плейофот и одите во некој од следните рунди. Ги гледате Кармело или дури Майкл Джордан и сваќате дека се што се однесува до плейоф средбите тие биле нивен стил во 90-тите, но во средните 80-ти или во досните 80-ти тие не беа ни блиску до плейофот. И секогаш на мојата еволуција гледате тој аспект, дека подосна во блиски иднина јас ќе бидам во врвот на НБА со мене и мојот тим. Од најголемит плейоф од 94-та меѓу Феникс и Warriors и Golden State беше во обид да обезбеди пласма натаму на домашен терен со помош на дебитантот на годината Крис Вебер. Баркли беше повреден и со мисла дека кариерата полека му оди надолу. Се чувствувам како да ми е последна сезона. Годинава беше напорна за мене со сите тие повреди и други работи, но ова го гледам како мој последен обид. И престојниот меч ќе биде нешто што долго нема да се заборави. Чарлс беше незадржлив, постигнувајќи 56 поени, третиот најдобар скор во историјата на плейоф средбите. This is incredible. 21 points, 21 first quarter points for Barkley. A steal by Sir Charles. Charles Barkley
Ми се допаѓа притисокот, имам огромна доверба во себе. Barkley for three! Unbelievable! Charles Barkley! He's not human! Miller to Barkley. Barkley with the stutter step. Now, Barkley again. Barkley again! How many times? Barkley gets around. Houston reverse layup. Count the basket. Drew the foul. Barkley with 49 points. Posted up on the Rookie of the Year, Chris Webber. Doesn't matter. 52 points for Barkley. Неговата изведба беше неверојатна. Никогаш на терен не сум бил со играч што прикажал таква добра игра. We'll see if Charles is in charge for the last 4 minutes. It falls for him. 54 points for Charles Barkley. Одигра една од најспектакуларните игри на кои некогаш сум бил сведок. И логично играта на Баркли ги одведе Санси во второто коло. Here is Charles. Barkley gets in. 56 points. That was a tremendous individual effort by Charles Barkley. Дела од регуларниот дел на сезоната. А започнуваме со Коби Брајант од Лос Анджелес Лейкерс. First slam dunk, a 360 turn in the air. I thought he was going to be too far into the basket. They did too. He converted it. На девето место е Тарик Абдул Вахат од Сакраменто Кингс. Up and under, kicks out, and it's in. Oh, I thought he was passing a ball and it went in. How on earth did that fall? I don't even know how he got it through the defense, let alone with the English off the glass and in. Осми, Рей Ален од Милвоки Бакс. Allen in himself. Wow, what a play. You see the talent that Ray Allen has. Седмото место му припадна на Джери Стакхаус од Пистонс. А шести е Дерек Андерсон од Кливленд. Turned the corner and he sent it down strong. Wow. That's just an athlete doing what he does best. That's strong right there. На средина од листата го имаме дебитантот на Бостон Селтикс, Пол Пирс. Pierce into the paint, throws it up on the run. Yes! And a foul! And that was one of those Hail Mary jobs. А на четврто место тандемот на Портланд, Деймон Стадемаер, Рашид Волис. Stoudemire with a rock. Lob to Rasheed! Oh, goodness gracious, they're having a revival here in Portland. They have a what, Captain? They have It's an all-time tent meeting. Трети се Дейвид Весли и Рики Дейвис од Шарлот Хорнетс. Lee, sensational jam by Davis. Oh, the rookie from Iowa, 19 years old, has the springs of a teenager. На чекор до првото место, Ален Айверсон. What a play by Allen Iverson as he wrapped it around the rim and twirled it home. И прв на оваа листа, уште еднаш, Рики Дейвис од Шарлот Хорнетс. Coleman over Geiger. Davis soaring. Wow. Mark, look at that. Woo. Mark, you don't see guys get up any higher than that. Stockton 4 seconds. Stockton a 3 up out front. Rimming. No. Ball tipped away. Chicago is world champions once more. The Chicago Bulls have won their 6th NBA championship in the last 8 years. Со распаѓањето на шесткратниот првак Чикаго Булс, трката за нивен наследник е во полнек. По исклучително израмнетиот регуларен дел од првенството, 16 најдобри својот поглед го свртеа кон шампионскиот трофеј. Penny Hardaway, back to Armstrong for three. Oh! Jimmy for the win. Marley got it! He got it! А сега, со почетокот на плејофот, товари. Секој пласман во плејофот кај Индијана будеше голем оптимизам, но секој пат плејоф сцената ја напуштаа поразен. Pacers wind up a game short of the finals 2 years in a row. Лани, Пейсерс и бранителот на титулата Чикаго во финалето на истокот го одведоа до 7 надпревари, но тука повторно завршија нивните сништа за трофејот. The Chicago Bulls survive a 7-game Indiana Pacer war. What a marvelous performance by the Pacers, but they come up 5 points short. Имам среќа што работам со група момци што се грижат еден за друг и сакаат да победат. Денеска едноставно не бевме доволно добри да го сториме тоа.
Останаме покуси за целта што ја имавме и сега е важно за нас да ја разбереме таа работа, да се свртиме кон следната сезона и да видиме што точно ќе ни треба, но никако не сме задоволни од ова. Горшливиот пораз успеа само дополнително да ги мотивира овие кошаркари да ја посакуваат конечната цел. Таа желба беше очигледна во предсезоната, кога играчите на Индијана само иницијативно се собраа да тренираат. Сакавме добро да се подготвиме за сите пред почетокот на сезоната, мислам дека тоа го покажува карактерот на тимот. И покрај тоа што Индијана има силен тим, како квалитет, многу повеќе од нивната играчка способност се наметнува нивниот карактер. Ние сме добар, солиден тим и имаме многу таленти, дали имаме талент како некои други не, немаме, но со помош на решителност и желба го наоѓаме патот до победата. Jackson gets the inbounds pass. He puts it up and got his first basket of the night. The most unlikely shooter on the court, Mark Jackson. Се подпираме еден на друг, знаеме дека секој ќе ја заврши работата и си веруваме. Важно е да се има такви искусни играчи во тешки времиња ќе ве донесат до победа. Tough times, they can pull you through. Smith again with 3 seconds left. Ties the game. Сите во овој тим имаат своја задача како во спошини. Секој треба да го влече својот товар, ниту еден од нас сам не може да не одведе до целта. Ние не сме до толку талентирани. И годинава Индијана беше во врвот на источната конференција и сега овој искусен плейоф тим ќе се обиде да стигне до крајот и до NBA финалето. Треба да истрчаме на теренот и да одиграме правилно сите 48 минути. Секој нареден ден е додавање на еден блок како дел од работата што треба да ја сториш и што е неопходна за победа. Но како еден од најстарите тимови во NBA во моментов, кошеркарите на Индијана знаат дека времето полека им истекува. Сме били и порано таму и знаеме колку е всушност вредна шансата да се освои првенството и достигне целта. Тоа не се случува така често и ние сакаме да го сториме тоа. Сите ние секој ден сме постари, за многу од момците единствената цел поради која се уште играте шампионскиот трофеј, вклучувајќи ме и мене. Едноставно сакаме да дадеме се од себе во моментов и да се опидеме за последен пат. Yo, ready to roll, baby, ready to roll. Let's get it on. Playoff time, baby, let's go. По сезона без пласман во плейофот, Орландо Меджик повторно се сериозни кандидати за трофејот од Истокот. Годинава ги изненадија сите, освен самите себе си. На тренинг кампот видовме дека имаме посебен тим, но не знаевме колку посебен ќе стане и за колку време. Започнаме одлично, до крајот не се свртевме наназад. Armstrong with the steal. Hardaway. Тимскиот водач Пени Хардавеј по серијата повреди од лани повторно е здрав и подготвен. Penny Hardaway. Меѓу најпријатните изненадувања е Дарел Армстронг, човекот кој претходно играше во Кипар и Шпанија, а сега е еден од клучните во Орландо. Немаше да бидеме каде што сме без Дарел. Тој прави се што треба да победи, тој го сака над преварувањето. Ако сте тренер на било кој ниво, тогаш мора да го сакате Дарел Армстронг. Stolen by Armstrong. Armstrong lays it in. He beat the buzzer. Oh, yes. He beat the buzzer. To end this game. Водечката сила на тимот сепак е тренерот Чак Дейли, кој пред една декада го одведе Детройт Пистонс до 2 последовни титули. Дейли е приврзаник на одбраната, а тоа беше и главната причина за успехот на Орландо оваа сезона. Ако играте одбрана ќе победувате, а се започнува со мене како капитен и сите го прават тоа што го правам јас. Ако започнам да играм жестоко во одбраната, сите ќе ме следат. Се што треба е само еден блок и забивање во контра, тогаш другиот тим бара тајмаут, а тој доаѓа, се турка во тебе и шоуто тече. Се ќе се сведе на тоа колку многу го сакаме трофејот, колку жестоко сакаме да работиме, ако сакаме да играме одбрана секоја вечер, тогаш и ќе победуваме.
3 сезони кога беа збришани од Хјустон во големото финале. И покрај тоа што дел од играчите се променети, нуклеусот на тимот е се уште тука и се уште ја памти лекцијата од тогаш. Финалето 95-та беше нешто што го зедоме за сигурно. Јас сакам да го вратам победението што го имавме. Знаеме во која позиција сакаме да бидеме, знаеме што треба да прават успешни тимови. Ако се држиме до нашиот план за игра, ми доаѓаат многу позитивни работи на памет ако повторно ни појде одрака да достигнеме дотаму. Со просек од само 84 друго на што би мислело освен на освојување на првенството. И годинева движешка сила на Мајами е Алонзо Морнинг. Нашата одбрана во најголема мерка беше нашето оружје, нашата основа и тоа ќе биде клучот во освојувањето на НБА титулата. Тренерот на Мајами Пет Рајли со Лейкерси стигна до 4 титули, а сега Мајами во целост ја прифати неговата филозофија. Секој што знае барем нешто за тимовите на Пет Рајли знае дека одбраната била темел на нивниот успех. Играчите гледаат во него и во минатото што го има и веднаш влегуваат во неговиот систем. За мене последниот чекор е апсолутниот ментален раст на тимот. Тогаш кога вашите клучни играчи, оние на кои најмногу полагате, ќе сватат дека треба да се запрашаат што можат сега тие да сторат за нивниот им да победи. А еден од оние што дадоа се од себе овој тим да победува е Алонзо Морнинг, центарот што е меѓу водечките во лигата по бројот на поени, скокови и блокови. Well, the difference in the ball game has been Alonzo Mourning. He has been able to close down the middle. Причина број 1 беше Алонзо. Неговата игра годинава се крена на ново ниво, играш одлично на двата краја од теренот и тоа е причината зашто денеска сме таму каде што сме. Big difference why we're where we are today. And the temperature is rising in Miami. The heat is hot. Со брилијантната all-round игра на Морнинг и нивната жестока одбрана, Мајами се надева на подлабок пробив во плейофот. Овој тим е подготвен за предизвикот што стои пред нив. Јас верувам дека е најтешката работа што еден играч може да ја стори во животот. Се додека не освоиш една, немаш представа колку е тоа тешка работа. Денте кога ќе освоиш, сваќаш дека си сторил нешто навистина специјално. Се што треба за да се победи, да играш најжестоко што можеш секој ден, токму за тоа треба да размислуваш, треба да живееш, јадеш, пиеш, спиеш за кошарка. Ке треба да играме најдобро до сега во животот, сите ние како колектив, мислам дека го правиме тоа, ќе имаме голема шанса да освоиме се. Иако никој не е сигурен за фаворитот од истокот, постои еден тим што сите го прескокнуваат – Атланта Хокс. Никој не зборува за Хокси, но ние сме таму тивки и тоа е во ред, тоа не ми пречи. Јастребите на Вилкинс имаат една од најдобрите одбрани во лигата, предводена од трократниот дефанзивец на годината Дикембе Мутомбо. Back to tag, go to the hoop, rejected by Mutombo. Oh my, denied by Dikembe Mutombo. Одлично кога Дикембе ќе постави блок, затоа што ние се здобиваме со шанса да трчаме, а кога го правиме тоа, ние сме подобар тим. Dikembe Mutombo making his presence felt. И додека Мутомбо царува во одбраната, Муки Блейлок го предводи нападот на овој тим, а главното офанзивно оружје е најдобриот стрелец на Атланта, Стив Смит. Smith gets the Hawks pointed in the right direction. Целта е да го освоиш првенството, и ако можеш тоа да го сториш сега, стори го сега, немој да чекаш. А фаворитите на истокот може да ги изненади и Детройт Пистонс. Во финишот на сезоната Детройт играше можеби најатрактивна кошарка во NBA лигата. Тоа што сега ни се случува е тоа дека научиме да бидеме ментално подсврсти, да се справиме со тешки надпревари и да победиме во нив. Думарс е последната алка што го врзува овој тим со шампионската генерација од 89-та и 90-та. Со својата игра тој успеа да ги понесе сите играчи во новиот Детройт. А оној што доби највеќе од искуството и лидерството на Џо Думарс е звездата на Детройт и NBA, Грант Хил. Мислам дека тој е подготвен да го превземе тимот и да биде вистински лидер од денес па натаму. Let's go, baby, let's go! One stop! А сега Хил има една посебна желба со својот тим да освои уште една титула за Думарс во оваа последна NBA сезона на неговиот капитен. Сакаме да си замине во стил и сакаме да стигнеме најдалеку што можеме, сакаме да го продолжиме она што е финиш на неговата кариера и последна сезона најмногу што можеме.
Кога сите ќе погледне на нашиот состав и сиот тој талент од лани, се прашува зошто не победувавме во толку надпревари во колку на вистина би можеле, а годинава приказната е друга и најпосле се дојде на свое место. Блейзерси започна одлично и продолжија со победи низ целата сезона. Противниците ги мелеа со огромниот избор на играчи и својата сестраност. Тие сите ги разбираат своите улоги и сите се согласуваат со нив, што е уште поважно, сите се подготвени да жртвуваат дел од својата индивидуална игра за да му помогнат на тимот. А тоа е нешто на што со сигурност не можете да сметате со звезди како Деймон Стадемајер, молневито брзиот плеймейкер на Портланд. Damon Stoudemire with an incredible move. Центарот Арвидас Сабонис. What a pass! Unbelievable. The best passing center in the NBA. Големиот работник Брайан Грен. Brian Grant slammed dunk. Плюс долгата клупа на која се играчи како Джими Джексон со просек од 19 поени по надпревар и кандидатот за најдобар шести во лигата Рашид Волис. Нивното усогласување не е нималку лесно, но се исплати. Кога тимовите се борат да најдат својата основа, кога се обидуваат да го најдат својот стил, да најдат комуникација на теренот, ние имаме предност, затоа што ние веќе тоа го имаме, затоа што нашите момци може да биде стартери, но и не мора. Портланд ќе освои титулата во својата дивизија за прв пат во 8 години, но тоа не е и крајната цел на овој тим. Се уште има многу да докажуваме. Јута беше шампион на Западот 2 години поред и 2 пати поред играше во финалето. Портланд се уште не излезе од првото коло во последните 2-3 години, значи ние се уште се обидуваме да се докажеме и да откриеме кои сме како тим. Stoudemire with a rock. Lobs to Rasheed. Goodness gracious, they're having a revival here in Portland. Има толку многу момци што играле кошарка, не стигнале до точката кога се зборува за титула. Видине нас, ние сме по 24, 25, 26 години. Човеку, па тоа би било нешто, би било неверојатно. На стартот од сезоната, Сан Антонио Спарс важеа за еден од најсериозните кандидати за титулата. На почетокот на сезоната многумина се решија за нас од причина што имаме талентиран тим, но кога имаш нови играчи ти треба време да ја развиеш соработката. Во моментот чувствувам дека нашето разбирање таму каде што треба да биде. Имавме среќа што го собравме овој тим и што го сконцентриравме на тоа да оствари одлични игри во финишот на сезоната. Токму тоа е и го сторија. Спарси во плейофот влегоа како една од најголемите закани за Јута, а тандемот на феноменални центри Тим Данкан, Дейвид Робинсон е најголемата причина за тоа. Ние сме еден од најдобрите дефанзивни тимови и ги имаме двата најдобри центра во нашиот тим. Девид и јас секоја вечер излегуваме да одиграме најжестоко што можеме. Во својата втора NBA сезона, Тим Данкан игра исклучително зрело и веќе е кандидат за MVP на првенството. Тој е центарот кој најтешко се чува во целата лига затоа што располага со се, може да шутира од надвор, има неверојатна работа со нозете, има неверојатна рака и има одлично познавање на играта, јас мислам дека тој е најдобар. Уште еден потек што допринесе за успехот е доведувањето на Марио Ели и Стив Кер. Johnson, Robinson, gives it up to Ellie for the win! Сето тоа организирано на вистински начин во вистинско време. Го полни со самодоверба тимот на Тим Данкан, кој скромно ќе каже: Ќе се појавиме и ќе покажеме се што знаеме кога ќе дојде време. И оваа година Јута Џон Стоктон и Карл Мелоун се најефективното NBA дуо веќе подолго од една декада. 2 години поред ја водеа Јута до финалето на NBA, каде што губеа од фамозните Чикаго Булс. По двата разочарувачки пораза во последните 2 сезони, Јута Џез годинава не очекува ништо помалку од шампионскиот прст. Многу сме близу да останеме дефинитивно без ништо ако годинава не освоиме титулата, затоа сите со нетрпение го очекуваме плейофот. За Стоктон и Мелоун, годините се уште една причина сезонава најпосле да дојдат до единственото нешто што им недостига во кариера. Бевме 2 пати во финалето, знаеме зашто се работи.
Како и секогаш, главниот поентер во тимот на Јута е феноменалниот Карл Мелоун, повторно кандидат за MVP на сезоната. Мислам дека е фер ако се каже дека Мелоун е тимот. Целиот напад оди преку него, било да му се додава или тој да додава. Stockton down low, Malone. Bounce pass, beautiful reverse layup, and that's what they do so well. Кармелон секогаш бил постојан, тој е голем работник, игра жестоко и мислам дека никој немал играч што работел така напорно низ целата своја кариера. Мислам дека вистинскиот клуч е како сите други, таа група за поддршка околу него, кога таа ќе му помогне. Карл не може да победи самиот и тој го знае тоа. Без оглед на доминантноста на Мелоун, Јута ќе мора да добие максимален учинок и од резервните кошаркари. Играчите од клупата се важни за се што правиме. Кога ти игра добро, работата на сите други е многу полесна. Off the iron, rebound, Karl Malone. Down court, right side to Isaac. Cross court, left over to the hoop. Ever dunk. Не сакаме тоа да го сториме само со 5 играчи, сакаме да играме со 10, 11, 12 момци, а во плейофот мора да имаш клупа ако сакаш да победиш. When you say Utah Jazz, what do you say? You say team. They're a team in every sense of the word. Кога реализираме, ние сме многу добар тим. Не ме интересира во која ситуација си, важно да ја задржиш концентрацијата. Backdoor to Malone. He'll lay in an easy goal. They execute you to death. Низ последните 8 години, джезерите студиозно се ближеа до својата цел, а сега се подготвени за последниот чекор. Јас само сакам ова игра да ја пренесеме во плейофот. Stockton down the middle. Stockton the rush underneath. Fake, reverse, and slam it in. Тимот што ќе биде разигран и ќе влезе во ритам е тој што ќе победи. Може да биде било кој од овие тимови, се разбира, кога ги правиме работите за кои сме способни, ако играме како што би требало, би можеле да бидеме и ние. Хаким Олајджу Кога го освои првенството, имаше голема кариера, тој е еден од најдобрите играчи во многу категории во историјата на оваа игра. Јас би сакал да имам таа можност да кажам дека сум му помогнал да го освои титулата. Ако Рокетси сакаат пак да го вратат шампионскиот пекар во Хјустон, трите звезди на овој тим знаат дека тие ќе мораат да го земат најголемиот товар на таа задача. Тројца Чарлс Скот и јас, многу како на закажување за настол.